Денес видовме и намерата ни беше да се охрабриме, посебно во ова време кога сме бомбардирани, еве, цели 8 месеци со лоши вести. Се е некако тмурно, се е некако негативно. Само се зборува за смрт, за болести, за страдања и така натаму и така натаму. И видовме дека од клучна важност и да го тргнеме тоа од нашиот ум, да не се занимаваме, да не слушаме такви вести. Израелците на самата граница пред Ханан поверувале на извештајот на 10 изведници од вкупно 12, значи мноштвото, мнозинството, кои што рекле дека не можеме во Ханан, не можеме против тие джинови, против тие големи градби, не можеме. Што не доведе Господ овде, што не доведе Мојсија, ти овде да умреме во оваа пустина? Дај да си најдеме водач да не врати назад во Египет. И што убаво им беше во Египет. Меѓутоа, барем знаеја како беше во Египет. Овде им беше непознато, добија информации, кои што ги бараа, затоа и испратија изведници, тоа не беше Божја волја, меѓутоа ете Господ дозволи, тие бараа, самиот народ бараше да се извиди земјата, да се види тоа непознато пред нив. Затоа што природно е на некој начин и видовме дека тоа е универзален страв, кој што кај секој од нас може да се јави страв од непознатото. Но тие одлучија, информациите ги добија, меѓутоа информациите не беа пресудни и не беа доволни за да можат да го изгонат стравот. Она што можеше да го изгони стравот беше верата, односно нивната доверба и подпирање на Божите ветувања. Божето ветување, кој знае колку пати Господ го повтараше и велеше, тоа е ветена земја, јас сум ви ја ветил и ви ја давам. И точка. Ги видовме како позитивни примери на Исус Навин и Халев, двајцата останати изведници, кои што велеа можеме и велеа дека можат, и ние денес можеме да кажеме дека можеме само со Божја сила. Затоа што Господ ветил, ако се подпреме на неговите ветувања, тогаш сигурно победуваме. Тогаш нема страв. Што прочитавме денес во 112 псалм. Човекот кој што се бои од Господа и кој што ужива во неговите заповеди, значи е послушен на Бога и се бои од Бога, прво е блажен, прво е среќен. Но истиот тој човек во 7 стих од 112 псалм се вели дека не се плаши од лоши вести. Мирно е неговото срце. Значи можно е среде вакво време во кое што живееме, среде толку многу лоши вести, да срцето на праведникот биде мирно, затоа што се надева на Господа. 8 стих велеше, неговото срце е храбро, значи не само што е мирно, туку е храбро и од ништо не се бои. Тој го гледа паѓањето на своите непријатели. Замислете израелците пред границата на ветената земја. Да поверувале во веста што им ја донеле Исус Навин и Халев. Немало потреба да талкаат. 40 години во пустината. Немаме потреба ни ние да талкаме толку време, Божиот народ, на остатокот. И исто така, преку 100 и кусур години, талка се уште низ пустината. И како и тие, така и ние, заради неверие е одговорот. Ништо друго. Значи, да поверуваат тие на таа нивна вест дека можат. Да видеа од предвреме со вера дека ќе паднат нивните непријатели, колкави и да се, храбро ќе влезеа и ќе ја освоеа хананската земја, ветената земја, не со пушки, без
испален куршум, како што велиме, ќе влезе затоа што тоа беше Божјата намера. Но не се случи така, за жал, затоа што преовлада оние лоши вести. И денес спомнавме, видовме какво е влијанието на тие лоши вести. А денес, рековме, ако пуштите било кој канал од овие мейнстрим медиуми, секаде е исто. Како папагали, 8 месеци, замислете. И то не може човек кој што не чита Библија, не верува на Бога, па дури и ако верува, ако е верник, ако премногу се ослони на тоа и гледа само тоа, природно е тоа умот едноставно да му отиде по тие работи, по тие негативни вести, да дозволи да тие делуваат врз него и да го депремираат, да го бутнат неговиот дух. И видовме денес дека народот плачеше таа цела ноќ, откако се врати извиниците и дадоа извештај. Плачеа, растрвожени, под стрес. И не е лесно, наистина не е лесно 8 месеци, секој ден. Ако не се држите цврсто, ако не верувате во Бога, стрес. COVID. Ваква бројка, таква бројка и бројките се поголеми и поголеми. Јас пак ќе кажам, ќе видиме на крајот. Ќе каже статистиката. Ќе видиме на крајот. Она што денес не го кажав, меѓутоа потоа ми текна, па еве сега. Проблемот што било исто кај израелците, значи место да го величаат Господа, тие почнаа да ги величаат своите непријатели. Леле, огромни се, кукави се. По таа земја ги голта жителите таму. Значи, ги преувеличале негативните работи, а не позитивните. Што прават денес со овие така наречени тестове, пак ќе ги спомнам? Polymerasic Chain Reaction, PCR тест. И колко што имам прочитано, колко што се моите сознания и колко што слушав доктори, значи тоа е, взимаат ДНК, значи преку твојот бриз и сега го умножуваат, тоа го мултиплицираат и како што и слушавме овде, максимум, значи оној изумител на тој PCR тест, рекол дека не треба повеќе од 35 тие циклуси да ги има на мултиплицирање. А тие одат и до 45 циклуси. Значи, што прават? Ги преувеличуваат работите. Ке најдат и таму кај што нема ништо, ама ке најдат, само за да најдат е работата. И за да има поголема бројка. Значи, замисли како сега јас да суздам, еве, не гледам некој инсект тука, ама кога ќе ставам некоја лупа, некоја онака огромна лупа, и кога ќе го видам кафе, ќе си исплашам колку и да е ситен, кога ќе го увеличаш 500 пати или не знам колку. Или под микроскоп дури некој ситен молекул па изгледа колкав. Значи, ние треба да увеличаме нашиот Бог. И тоа секојдневно. Тој онака е велик, тој онака е голем и тоа треба да го имаме на ум. Тоа е Господ кој што е семаќен, тоа е Господ кој што е поголем од секој мал или голем непријател. Тоа е Бог кој, како што кажавме и денес, кој што е сезнаен. Ако го имате Господа со себе, кој што е сезнаен, тоаш нема да се плашите од непознатото. Затоа што со вас е оној кој што се знае, се гледа. И нема да има страв. И сега да видиме уште два позитивни примера, еве покрај Исус Навин и Халев, како дел од тие 12 извиници и патем тие били единствените од таа цела генерација кои што влегле во Ханан. Затоа што верувале, затоа што имале вера. Значи, клучот е во верата. Не е во повеќето информации, туку во верата.
Да видиме уште два позитивни примера. Првиот е Аврам, не джабе наречен татко на верата. Да отвориме во Евреите. Значи, во Евреите 11 глава, кои луѓе се запишени во Евреите 11 глава? Кои се тие ликови овде, кои се запишени во Евреите 11 глава? Тоа е главата на великаните на верата. Сите оние кои што со вера успеале, затоа што само така може. 8 стих од 11 глава Евреите, зборувајќи за Аврама, вели: преку вера Авраам послуша кога беше повикан да излезе од местото што требаше да го прими во наследство. И излезе, што? Не знаејќи каде оди. Добро, да ви се јави некој да ви рече, некој глас, да слушнете било што е, некој да ви рече: тргај и излегувај од твоето родно место, оставај се и тргај, ја кај што ќе ти кажам таму, ма не знаеш каде одиш. Немал Аврам GPS со внесени тамо координати точни каде треба да се движи и што. Немал навигација никаква. Преку вера Аврам послуша кога беше повикан да излезе на местото што требаше да го прими во наследство. Повторно истото место е прашање. И излезе не знаејќи каде оди. Аврам немаше страф од непознатото. Зошто? Затоа што имаше вера. Преку вера го направи тоа. Во Битие 12 глава, значи тоа се однесува на тие стихови, Битие 12 глава 1 и 2, вели: Господ му рече на Аврама: и излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Не е едноставно. Ова што Аврам го направил било навистина големо. Денес го спомнав Колумбо, дори како еден авантурист. Човек кој што исто така не се плашил од непознатото. Тргнал на запад, не знаел каде оди, односно тргнал во Индија за да стигне во спротивниот правец, ама очекувал дека тоа ќе биде пократкиот пат до Индија. Но не се покажало така. Да тргнеш во непознатото. Никој дотогаш не бил, или барем така се знае, сега може би некој вели викинзите, не знам, први отишли ли било, не е битно. Важно, тој немал информација, немал никаква мапа пред себе, пред него Атлантскиот океан, не знае никој кафе, кај ќе најде и која ќе најде на копно. Замислите, тоа е храброст, тоа е вера, сепак. Го имаме сега Аврам, Господ му се јавува и му вика: излези од твоето родно место, од домот на твојот татко. И не било едноставно. Замислите си сега да го оставите родниот крај, да ги оставите сите пријатели, роднини. Знаеме дека Аврам тргнал и со татко му и со дел од семејството до Харан, каде што нели подоцна татком тука ќе почине, па потоа само со Лот и со жена му. Но не било едноставно сепак да оставиш бизнис, да кажеме, сите тие бизнис врски таму и сето тоа и да тргнеш во недојдија, како да кажеме, во земја која што не знаеш никаде е, ништо е. Кога беше повикан Аврам, со вера послуша да појде до местото што сакаше да го добие во наследство и тргна не знаејќи каде оди. Аврамовата готовност да послуша без никакво прашање или сомневање представува еден од највпечатливите примери на верата што можат да се најдат во целата Библија. Затоа Аврам е наречен татко на верата. Еден од највпечатливите примери на верата. Затоа што Аврам послушал без никакво прашање или сомневање. А пазете, ова додава уште поголема тежина на неговата вера, кога знаеме дека тој потекнувал од семејство кое што
верувало и во други богови. Покрај тие, нели, го почитувале и вистинскиот Бог, но тоа било пак многу боштво. Неговиот татко, неговото семејство, сите тие се клањали на други богови. И ти сега да го препознаеш, да го знаеш гласот Божи и да го послушаш безпоговорно. За него верата навистина била, она што е и дефиницијата на верата од Евреите 11.1, жива представа за она на што не се надеваме, на што се надеваме, се извинувам, и докажување на она што не се гледа, на она непознатото, она што не го гледаш. Меѓутоа видовме и во претходно цитати што ги читавме за време на триските стикови, дека верата е окото кој што гледа. Што го гледа она и што не се гледа. Подпирајќи се врз божественото ветување, без никаква опиплива гаранција, дека тоа навистина ќе се исполни, тој го напуштил својот дом, без никаква гаранција, без трошка гаранција. Роднините и земјата на своите предци и се иселил не знаејќи каде, за да отиде таму каде што го води Бог. И се цитира 9 стих, со вера се пресели Аврам во ветената земја како во туѓа, и се настани под шатор со Исака и Јакова, наследници на истото ветување. Затоа што Аврам имал доверба, се подпрел на ветувањето Божие, дека ќе биде благословен. Проверката на која што бил изложен Аврам со ова не била ниту малку лесна, ниту жртвата што се барала од него била малечка. Постоеле силни врски што го врзувале за родното место, како и секого. За роднините и за пријателите, но тој не се колебал, ниту се притеснувал да го прифати Божиот повик, иако одел во непознатото. Во врска со ветената земја, тој не поставувал прашања дали земјата е плодна, климата здрава, има ли таа земја погодна околина и дали дава можност за уште поголемо богатење. Воопшто никакво прашање не поставувал. Драги браќи и сестри, каде е нашата вера во споредба со оваа вера која што покажал Аврам? А ние се плашиме од ситници. Ние размислуваме, најчесто и се вознемируваме. Што ќе биде утре? Дали утре ќе имам оваа сигурна работа? Дали утре ќе можам да обезбедам за моето семејство? Дали утре ќе можам да се запишам на тој и тој факултет, па дали ќе добијам стипендија, па како ќе... И еден куп работа, еден куп непознати има во нашата глава секој ден. Но Аврам не поставува такви прашања. Тоа е таа целосна доверба. Го повикува, Господ излегува и оди и воопшто не го интересира дали таму е таа земја како ова овде, дали ќе имам јас ваков бизнис тука, односно таму како тука, таква сигурност? Не, а по природа човекот е таков, сака сигурност. Не сака неизвестности, не сака непознато. Затоа Аврамовата вера е пример на најсјајна вера во Библијата. Постоеле вели силни врски. Кај нас исто и ова е проблем. Луѓе се врзуваат дури со предмети, што мене ми е чудно, затоа што ја не сум таков. Било каков предмет, не знам, луѓе се врзуваат со предмети. Не ми значат. Ти си заврши тоа својот век, било што и да е, ако е за уканта е. Вопшто не ми пречи. Меѓутоа, исто така и тие врски на сороднини, со пријатели и така натаму, исто знаат да не повлечат назад. Во врска со ветената земја, тој не поставувал прашање, тоа го прочитавме. Бог рекол, а неговиот слуга требало само да послуша. За него најсрекно место на земјата било она што ќе му го одреди Бог. Таква вера треба да имаме. Тоа место може би никој со очи не сме го виделе. Господ го подготвува за нас. И Господ може би во даден момент и ќе создаде прилика да не повика и да не упати кон тоа место. И ние,
ама тука си имам работа, ама тука вака, ама тука така. Не мрдам јас, ова е мојата сигурност. Што е сигурно денеска? Ништо не е сигурно. Сигурно е само со Господа. Не сакам да го величам човекот, ама сега кога ова го кажав ми дојде во миг, во мислите. Доналд Трамп, еден мал видеоклип гледав кога беше од неодамна, каде тој на говор, веројатно беше во таа предизборна кампања, вели, сигурност во маската? Не е сигурност во него. The boss, он викаше the boss. Не може да има човек од вера, не знам, не навлегувам во тоа. Значи, нашата сигурност е во Бога и како и со Аврам, нашето најсрекно место на земјата треба да биде она што ќе го одреди Бог, колку и да тоа е непознато за нас, колку и непознати да има X, Y, Z, така натаму. Значи, иако потекнало семејство каде што им служеле на други богови, Аврам немал страф од непознатото, затоа што верувал и знаел дека го има Бог, кој ја имал неговата иднина во своји раце. Господи има нашата иднина, иднината на секој од нас во своји раце. И затоа не треба да се плашиме од ништо. Најмалку од вирус кој што, пак ќе кажам, шансата за да преживеете 99,8 или колку и да е. Иако тие кажуваат цифри, нели, 4% на смртност, не знам ова, па Македонија, па еве, води, во тоа, меѓутоа, пак ќе кажам, штом не вршите обдукција на еден мртовец, вие не знаете од што починал. Тој ќе го каже најдобро трајче, па се знае зашто не дава. Се знае зашто не даваат. Да. Нашата иднина е во Божји раце. И сега да спомнеме примерот со Мојсе. Мојсе исто така е еден позитивен пример. Ако отвориме во Евреите 11 глава, истата глава, исто и Мојсе е запишан овде како великан на верата, и читаме од 23 до 29 стих во Евреите 11 глава. Само ќе ги прочитаме вака побрзо овие стихови, ќе се задржиме на оној последниот момент. Преку вера Мојсе, 23 стих, преку вера Мојсе кога се роди, неговите родители го криеа 3 месеци. Знаете зошто? Зошто видеа дека детето е убаво и не се уплаши од царевата заповед. Еве примери за неговите родители дека исто така немале страф. Тие се робови во туѓа земја, доаѓа закон да се не да се вакцинираат, тука да се фрлат сите машки деца во водите на Нил. И да, може исто му доаѓа. Но тие не се уплаши од таа заповед. Го крија, знаете како Бог го заштити. Преку вера Мојсе 24 стих, кога порасна, одби да го, од кога свати дека тој е евреин, одби да го нарекуваат син на фараоновата ќерка. Замислите си, еве ја верата на Мојсе. Каква сигурност. Следниот фараон. Следниот владетел на најмокната империја во тоа време. Не. Од сето тоа се откажал. И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на греот. Многу јак стих, овде може еден куп работи да се кажат, колку сме глупави, значи, кога заради кратко време наслада од греот, ние ќе изгубиме вечноста. Мојси тоа го сватил. Подобро ќе страдам, нека страда тоа моје тело, кој што многу си сака, ама заради тие кратки моменти на уживање не ја давам вечноста. Кога тоа би не водело, би извојувале победа од ден на ден. 26 стих, зашто холењето на Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства, зашто ја имаше предвид наградата.
вечноста. Преку вера го напушти Египет, не плашејќи се од царевиот гнев, зашто издржа како да го гледа невидливиот. Како издржа Мојсей? Со вера. Како да го гледа невидливиот. Тоа е окото на верата. Го гледа и она што не се гледа. Бог беше тука цело време со него. Тој општеше со него, имаше разговор со Бога, нормално не лице в лице, баш не го видел во лице, но ликот на Бога, затоа што никој не може да го види. Но како да го гледа, како да е со него, како да е тука. Дури во една прилика вели, скоро читавме во Патриарси и пророци. Не мрдаме, не тргаме без тебе. Не тргаме. Ако ти не кажеш, не тргаме. Тоа бил неговата вера. Тоа бил неговиот став. И сега 28-29 стих. Преку вера ја прослави Пасхата и изврши попрскување со крв за да него допре оној кој ги сотруваше првородените, верата во жртвата Христова. И 29 стих, преку вера помина целото мноштво, 2 милиони, преку Црвеното море, како по суво, а египјаните кои се обидува се издавија. Како го поминаа Црвеното море? Замисли си ситуација. Јас често пати си велам, да, добро, секој од нас има некое можда Црвено море, под наводници, некојаш во животот. Но не сме имале, јас барем во мојот живот си признавам дека ја не сум имал ваква ситуација. Ваква безизлезност. Како беше тамо од јужната страна планините, пред нив Црвеното море и од позади веќе гледаат како светкаат копјата тамо и војската египетска доаѓа по нив. Нема кај да одите, нема излез никаде. Јас скоро, сега, и на брат Гоце и на друга сестра ги кажував. Сите овие наши ситуации кои што ние ги преживуваме, не знам дали се еднакви на неколку капки од Црвеното море. А вие го имате Црвеното море пред себе и Господ го отвара и вие безбедно како по суво поминувате. И веќе следниот миг и ви го осветлува патот. Значи, тоа било ноќе. Ви го осветлува патот оној столб. Огнен столб. Не ви треба ни GPS, не ви треба ништо, не. Тоа е верата. Можете да одите во непознатото, само со вера. Во било каква ситуација да сте. И еве го цитатот од Елен Вајт, овие цитати инаку се од Патриарси и пророци. Големата поука што може да се извлече од ова, од таа ситуација, преминот на Црвеното море, важи за сите времиња. Животот на христијанинот често е полн со опасности и должноста што треба да се изврши изгледа многу тешка. Вообразениот често создава слика според која пред нас се наоѓа сигурна пропаст, а зад нас робство и смрт. А сепак, Божиот глас јасно зборува, само напред. Тоа треба да биде едно од мотата во нашиот живот. Само напред. Без оглед на се. Патот е тежок, трнлив, тесен. Само напред. Стигнавме до овде. Ќе продолжиме понатаму. Господ е со нас. Ние треба да ја прифатиме таа заповед дури тогаш кога со своји очи и не сме во состојба да проникнеме низ темнината на неизвестноста и кога под нозете веќе ги чувствуваме студените бранови. И тогаш наредбата гласи само напред. Колебливиот дух кој вечно се сомнева, никогаш нема да се ослободи од пречките што го попречуваат нашето напредување. Оние што одложуваат да го послушаат овој глас, се доека не исчезна секоја сенка на неизвестност и доека нема веќе никаква опасност од неуспех или пораз, воопшто никогаш нема ни да послушаат. А такви сме најчесто. Пред непознатото, пред неизвестното. Ама, да видиме вака, калкулираме, јас сум таков, јас си признавам.
ај ќе одиме негде, ќе го напуштиме градот, не е кој знае каков голем, ама посигурно е таму надвор, секако. Морам да признам, Снежа има поголема вера од мене. Јас сум таков, ја калкулирам, математичар, веројатно, па што, па како, па ова, па она. Тоа е што, значи сите пречки сакаме да ни се тргнат и тогаш, па што тогаш, тогаш не треба вера. Тогаш не треба вера. Може би не е страв, може би е страв, не е одлучност, не знам. Вели оние што одложуваат да го послушаат овој глас, а гласот вели само напред, со вера. Се доека не исчезна секоја сенка на неизвестност и доека нема веќе никаква опасност од неуспех или пораз, воопшто никогаш нема ни да послушаат. Тоа е страшното. И израелците пред Ханан. Джиновите сметаат, градбите сметаат, ова сметаат, да можел некој сето тоа да го расчисти пред нив, ќе влегле тоаш, сигурно. Без проблем. Па ја ќе влезам тоаш. Неверувањето дошепнува. Да почекаме доека не се остранат сите пречки и доека не го видиме јасно патот пред себе. Значи, тоа е во природата на човекот. Не сакаме неизвестно, сакаме сигурност. Сакаме чист пат. Па ако чекале тоа да го видат, значи како било требало да, ќе кажем онака, да заждрапаат во водите, во студените води. Па Господ да го очисти патот, да го отвори морето. Тоа е чекорот на верата. Напред. Гледаш вода пред тебе. Како напред? Кај ќе одиме? Не сме со бродови, не сме со глицери. Напред. Значи, да почекаме доека не се остранат сите пречки, доека не го видиме јасно патот пред себе. Но верата храбро гони напред. Се верува, на се надева. Патот по кој не води Бог може да поминува и низ пустина, и низ море. Но тоа сепак е сигурен пат. За тоа ни треба верата. Значи, не мора да гледаме со овие наши физички очи. Со нашите физички очи гледаме бранови, гледаме пустина, гледаме магла. Ни вика Господ, оди таму, ки ти покажам ја кај да одиш, поима немаш кај одиш. Ама тоа е сигурниот пат, тоа е единствениот сигурен пат. Кога тоа ќе го имаме во предвид, тоаш не е битно дали знаеме каде одиме или не одиме. Дали тоа е непознато, нема да имаме страф од непознатото. Потпрете се на Господа со полна доверба, затоа што тој, што вели во Еремија 29:11, ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Тоа е нашиот небесен татко, кој што не љуби со вечна љубов и затоа ни укажува милост и се што таткото сака за своите деца е сигурност, иднина, надеж. Во тоа не треба да се сомневаме. Оној сум во Исаја 46:10 вели, кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало. И да, Господ многу пати ни помага преку пророците, слава на Бога за Елен Вајд, да ни го расчисти, да ни ја расчисти таа магла, да не ни е тоа непознато, толку непознато. И затоа ние не треба да бидеме изненадени од сите овие случувања. Допрва доаѓаат поголеми. Ние, кои што веруваме во пророчкото слово. Зошто ние да се изненадиме? Па ние такво нешто очекуваме. Цело време зборуваме, ќе биде време на неволи како што никогаш не било. Па што очекуваме тогаш? Нема розово. Пословици 3, 5 и 6. Надевај се на Господа со сето своје срце и не се подпири врз сопствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Мисли на Господа. Храни се со вистината. Слушај ги позитивните, добрите вести. Исклучи телевизор. Не слушај COVID, само тоа. Не слушај ништо од тоа. Биди храбар, биди бодар. Господ не извел од многу ситуации до сега, Господ ќе не изведе и од ова.
да се потпреме само на него и да се надеваме само на него. Нека му е слава нему. Амин.